Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, пред нас е предлог законот за задолжување на земјава кај Меѓународната банка за обнова и развој, која е дел од групацијата на Светска банка за финансирање на проектот за итно справување со COVID-19. За да не разбере јавноста, се работи за ново задолжување од 90 милиони евра, кој што ќе се враќа во наредните години и конечно износот кој што ќе се врати ќе биде околу 100 милиони евра. Тука веднаш се поставува прашањето зошто ова ново задолжување од 90 милиони евра се планира, односно се сака да се донесе по скратена постапка и повторно како приоритетно се турка, без при тоа да ги помине сите филтри, без никаква дебата и толку од транспарентноста, затоа што ако на некому се брза, не значи дека се работи тука и за добро законско решение, односно дека мора сите ние бланко да прифатиме дека и да ви веруваме само на збор. Во образложението на законот се вели дека не е во прашање донесување на сложен и обемен закон, па се повикувате на член 170 алинеја 1 од деловникот на собранието, а јас лично очекував дека во образложението на овој закон ќе се извините на граѓаните на Македонија за вашата неспособност за водење на државата и дека ќе признаете дека се наоѓаме во катастрофална состојба, дека долгот на државата додека сте вие на власт непрестанно ќе расте и дека граѓаните ќе бидат посиромашни, а вие, господа од власта, се побогати. Знаете ли зошто имаат недоверба граѓаните во трошењето на парите од задолжувањата? Затоа што додека вие тука не задолжувате со нови стотици милиони евра, медиумите ги прикажуваат хациендите на заеви на Халкидики и Кипар, возниот парк од стотици илјади евра, додека се возите со вашите бесни мотори и големи бели джипови, безмилосно се задолжува народот. И велите дека е се во ред и дека само треба да ви веруваме на збор. Господа од власта, секогаш кога се работи за ново задолжување и кога го задолжувате секој еден граѓанин кој што е честен работник и редовно си ги плаќа давачките кон државата, ние како опозиција и коректив на власта е легитимно да ве прашаме зошто не се работело домаќински до сега, зошто кога најдобро намерно ве опоменувавме дека не се работи добро, вие не слушавте и на крајот на краиштата народот сака да знае секогаш каде се трошат точно парите, низ какви постапки ќе одат набавките и каков систем за отчетност ќе има државата за сето што е потрошено. Во предлогот на законот се вели дека основни цели на проектот се да се спречи, открие и да се одговори на заканата од коронавирусот и да се зајакнат националните системи. Тука се поставува прашањето. Дали тука влегува и луксузирањето на функционерите од СДСМ и на ДУИ, кои што потрошиле 8 милиони евра народни пари, кога си купувале луксузни автомобили, а при тоа имале возила кои што не биле постари од 3 години. Да ве подсетам дека 70% од постапките кои што се воделе имале само еден понудувач. Се купувале автомобили од државни пари кои што вредат 30, 40, 50, па и 60 илјади евра. Или пак парите од задолжувањето ќе се трошат за покривање на хонорарите на обвинителите од СЈО, кои се земале по 70.000 денари, плюс плати, плюс трошоци и така натаму. Нешто што го утврди Државниот завод за ревизија, каде што утврди голема неправилност во работењето на оваа институција. Многу е важно задолжувањето секогаш да биде во транспарентна постапка и ние како народни избраници, како пратеници, да ги расчлениме дури и најмалите ставки од ова задолжување, за да јавноста има можност да види точно и прецизно каде ќе се трошат парите. Ако се работи за спречување итно на корона кризата во Македонија, показателот дека само 30% од кредитот ќе се трошат за спречување на пандемијата, укажува на фактот дека не е и баш целта на овој кредит целосно за спречување на корона кризата и тука може да се земат и искуствата од соседни држави каде што во целост го трошат кредитот од Светска банка само за здравство. Во ова е случајот со
нашиот сосед Република Србија, кој што според мои информации до денес го нема подигнато, односно нема донесено се уште одлука во собранието за подигање, за донесување на закон за задолжување, но во договорот кој што постои може да се види дека 100% од тие 100 милиони евра ќе бидат потрошени во здравството. По последните потези на владата станува јасно дека нема намера да се престане со задолжувањето и дека имате намера да ја презадолжите државата. И тука се огледа неспособноста во водењето на економијата, наместо да се создадат погодни услови и да се помага онаму каде што е најпотребно, а тоа е кај предприемачите, кај малите и средни предпријатија кои што се, верувајте, најпогодени од оваа криза. Вистината е дека токму оваа власт е виновна за колапсот на системот и тоа што го имаме најлошото менаџирање со пандемијата во регионот. Ни се заканува вистинска катастрофа и наместо да се влечат вистински потези, повторно се задолжуваме и тоа по скратена постапка за да не се дига многу врева, што може да се заклучи од денешната пленарна седница на која што за жал има многу малку дебата околу тоа за што навистина ќе се трошат овие пари, за да ние како опозиција со консензус донесеме одлука за поддршка на ова задолжување. Во предлогот на законот се вели дека вкупната вредност на проектот изнесува 90 милиони евра, истиот ќе се имплементира преку единица за имплементација на проектот. Потоа дека бенефитите од проектот ќе ги почувствуваат целокупното население, земајќи во предвид природата на заболувањето, заразените лица, популацијата под ризик, старите лица и така натаму. Потоа дека како корисници ќе се вклучат и други лица кои што имаат потреба од ублажување на социјалното влијание. Тука се поставува повторно прашањето дали со овој ребаланс, односно со ова задолжување, ребалансот кој што следи, се признава дека економијата ни е на колена и дека влеговме целосно неспремни во оваа пандемија. Договорот е составен од 3 компоненти. Во првата компонента, односно итер одговор на COVID-19, влегуваат 1/3 од заемот, односно од кредитот. Тука, меѓу другото, ми падна во очи надградба на информатички систем. Тука се поставува прашањето колку пари се потрошени во овие 3 години откако СДСМ е на власт за надградба на информатичките системи во јавното здравство, односно за купување на софтвери и опрема во здравството и колку фирми ги добиваат тендерите. Дали знаете дека во услови кога се распаѓа јавното здравство, особено примарното здравство, за наводна набавка и надградба на софтвери и системи се трошат стотици илјади евра, а при тоа системот не е функционален. Тоа може да си го проверите и веднаш, ако сакате, така да сметам дека дополнително задолжување за надградба на информатички системи е само потенцијал за нов грабеж на народни пари преку наместени тендери. Во компонента 2 стои поддршка на домаќинства, за да се овозможи социјално дистанцирање. Тука се вели дека со овие средства ќе се финансира привремен приход во вид на социјални трансфери на лица и домаќинства кои исполнуваат услови и поддршка во вид на храна и основни хигиенски пакети, потоа преку обезбедување на привремена поддршка за социјална помош, парични трансфери и така натаму и така натаму. Повторно, наместо да се спасуваат работни места преку поддршка на малите и средни предпријатија, се оди повторно на мерка која што ќе има краткорочно влијание и која што нема многу да помогне во справување со економските ефекти од корона кризата. Во третата компонента, со околу 1 милион евра, ќе се поддржат административните и човечки ресурси потребни за спроведување на проектот, како и следење и оценување на неговата имплементација. Дали ова значи дека во време на голема криза, а богами на мобинг и политички реваншизам, во администрацијата со пари од задолжувањето ќе предвидите 1 милион евра за административни и човечки ресурси. Јас тука повторно подразбирам нови партиски вработувања под превезот на борба против пандемијата. Кога зборуваме за задолжувањата, мора да се признае дека оваа влада на СДСМ и дуе махер за задолжувањето, безмилосно ја задолжувате државата и при тоа воопшто немате грижа на совест дека се работи за мерки кои ќе имаат краткотраен импакт врз стандардот на граѓаните. Долгот на државата со новите задолжувања ќе надмине 61%, убедливо највисок долг на државата кој сите ние ќе треба да го враќаме. И додека го осиромашувате народот, вашите функционери купуваат службени возила, се возат во луксузни коли и се луксузираат на
на сметка на државата. Тука ќе завршам. Ви благодарам се. Заврши времето, фала.